Дали некогаш сте се запрашале каде учат децата на лошите луѓе? Се разбира, лошилиште. Арно, ама затоа што не постојат лоши деца, тие мора да научат да станат лоши, затоа и одат во лошилиште. Ќе ви прочитам еден краток извадок од оваа илустрирана книга, инаку урнебесна и многу смешна, која завршува секако позитивно, а тоа треба да го откриете вие читајќи ја. Првото големо фуј. Беше фуј. Беше дури фуј, 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 фуј. Просторијата личеше на стара училница. Не беше проветрено најмалку 100 години и воздухот смрдеше како чорапите на творот. А беше лето. Распуст. Станувај! Вресна одвратната личност и мавна со стапот по масата. Беше расцепен на врвот и мошне долг. Со него можеше и окото да му го извади на момчето од последниот ред. А тоа си читаше. Беше толку зачитано што воопшто не ја слушна и не стана. Сепак не му го извади окото, ама го мавна по главата. Станувај, реков! Сите станете! 4 деца меѓу 10 и 13 години станаа. Личноста вресна. Седнувај! Јас сум Злоберта Штетибертова, а ова е мојот сопруг, Твртко Штетибертов. Боцна со стапчето едно чудно човече. Го собираше носот како дебел зајак кого многу го јадат ушите, а тој не може да се почеша. На главата имаше испрана зелена капа. А вие? Вие сте една банда ништожници и никаквеци што не срамотат. Во тој миг внатре доползи на јубавото малечко девојче што некогаш сте го виделе. Светеше како божик на елка. Се насмеа, се обиде да мавне со раченцето, само тоа многу му дојде. Падна и си седна на задникот обвиткан со пелена. Но не се расплака, како што би направиле 99 мали девојченца од 100. Туку обратно се насмеа, уште повесело и рече нешто како «Муа!». Злоберта нагло го крена, добро го истресе и го пикна во детското седиште. А сега слушајте ме ваму пувчиња, продолжи. Расипаните човечки младенчиња одат во поправен дом, ама ова е лошилиште. Лошилиште! Јасно? И вие нема да излезете од тука додека не станете лошковци, па ако треба и до смрт да останете тука. А бидејќи сте бесмртни, тоа ќе биде многу долго време, нели? Почна толку да се смее што и вулканите прозорци почнаа да се тресат. Сигурно си мислеше дека шегата ја успеала. Извинете, ама немате право, се слушна од задниот дел. Злоберта тоа ја погоди како столот да почнал да зборува. Но тоа не беше столот. Тоа беше момчето со книгата. Ние не сме бесмртни. Само си живееме мошне долго. Да се биде бесмртнен сигурно е многу здодевно. Злоберта не поднесуваше кога некој ја поправа. Никој ништо не те прашува, бресна таа бесно. Штетибертов! Прозивај ги!